Почитувани организатори и учесници, ви благодарам на укажаната можност да ве поздравам на регионалниот состанок на регулаторните тела за медиуми, кој во исто време ја означува 25 годишнината од формирањето на македонскиот регулатор за медиуми, еден од најстарите на Балканот. Слободните и независни медиуми се столб на демократијата и предуслов за инклузивен развој на општеството, со големо влијание врз граѓаните и со уште поголема одговорност кон јавноста. Растечката употреба на интернетот и на дигиталните медиуми придонесуваат заменување и на аудиовизуелните навики на луѓето. Брзото ширење на информациите и дезинформациите преку интернет платформите поттикнува сосема нови трендови во информирањето и кај традиционалните медиуми, што за жал придонесува затоа сензационализмот и површноста често да имаат предност пред истражувачкото новинарство и дистрибуцијата на точни и релевантни информации. Од таа насока се повеќе расте потребата од независни и одговорни регулаторни тела кои имаат значајна улога во промоцијата и одржувањето на слободата на изразување, почитување на различноста и заштита на маргинализираните групи во медиумското известување, унапредување на медиумскиот плурализам и професионалните новинарски стандарди, понатаму во заштита на малолетната публика и на крај се разбира не и најмалку битно во напорите за поголема медиумска писменост и борба против пропагандата и погрешните информации и сите нивни подвидови, од дезинформациите до мизинформациите и малинформациите. Со отворањето на нашите преговори за членство во Европската Унија се отвораат и нови обврски и предизвици и пред Агенцијата за аудио и аудиовизуелни услуги. Ќе биде потребно усогласување на националното законодавство со европската легислатива, вклучувајќи ги и законите од областта на медиумите. Поточно, Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги со изменетата директива за аудиовизуелни услуги на Европската Унија и со актите поврзани со медиумската сфера. Во изминативе неколку извештаи, Европската комисија го нотира подобрувањето во медиумската сфера и проактивниот пристап на регулаторот за медиуми во поттикнување на медиумскиот плурализам, посветеноста на унапредување на професионалните новинарски стандарди и промовирање на медиумската писменост. Имајќи во предвид нужноста ваквите трендови да продолжат, треба да се работи на интензивирање на медиумските реформи, но и на обезбедување на независноста и финансиската стабилност на јавниот радиодифузен сервис и регулаторот за медиуми, што вклучува меѓу останатото и префрлање на буџетски пропишаните средства за развој на радиодифузната дејност. Сето ова е значајно за напредокот во медиумската сфера и за постигнување на европските стандарди во слободата на изразување и информирање, што пак се заедно влијае врз севкупниот демократски развој на државите. Од тука ги поздравувам вашите напори за продлабочување на регионалната соработка, за размена на искуства со земјите од регионот, со земјите кои се веќе членки на Европската Унија и ги имаат усогласено своите национални законодавства, со земјите кои преговараат за членство, како и со земјите кои имаат такви аспирации, а се уште не ги започнале преговорите. Подобрата соработка меѓу нас ќе значи и зацврстување на европската перспектива на регионот, а тоа представува основа за поефикасно заедничко решавање на проблемите со кои сите ние се соочуваме. Почитувани, ви посакувам конструктивни дискусии и подобра регионална соработка во иднина, затоа што имаме иста цел. Ви благодарам.